Почитувани мој, добар ден. Ова е новото издание на Црвена линија. А во него еве зашто ќе зборуваме со вас. Канабисот, канабис сатива, тоест марихуаната, е едно од најконтраверзните растенија денес, чија медицинска примена значително ја подели научната заедница. Од 2016 година одгледувањето канабис во Македонија според законот е дозволено само за правни лица, кои тоа ќе го прават во медицински и научни цели. Во аптеките може да се најде масло од канабис кое се издава без лекарски рецепт, но со количина на ТХЦ помала од 0,2%. Но на црниот пазар маслата содржат ТХЦ и до 80%. Интересно дека во овие 7 години досега се случили многу грабежи на марихуана. Најсвеж пример е тројца разбойници вчера украле половина тон марихуана од фабрика за производство на марихуана за медицински цели, и тоа во Гостивар. Американска фирма за производство на канабис Five Letters во Крушево за една година 2 пати ограбена. Филмска кражба во склад за марихуана и во Валандовско село Јосифово. Не е прецизирано количеството на украдената марихуана, но во јавноста се шпекулира дека станува збор за околу 2 тони. Се гледа дека бизнисот со марихуаната е многу исплатлив. Дали треба марихуаната да се легализира и за рекреативни цели и продажба и консумација во угостителските објекти? Тоа е едно од прашањата кое што ќе ги поставиме денес. Меѓу другото ќе ве прашаме дали целосната легализација ќе ги развие економијата и туризмот. Дали бизнисот со одгледување марихуана е само за привилегирани? Зошто секој, секако во продолжение и ќе ве потсетам и прашам зошто секој земјоделец нема привилегија да одгледува марихуана, како што некогаш се одгледуваше афионот. И секако тука ќе ве потсетам да не заследите веднаш на Инстаграм, секако со причина. Ќе можете веднаш да дадете одговор на денешното Инстаграм стори прашање, односно нашата анкета, која што изгледа и гласи вака. Дали сте за целосна легализација на марихуаната? Имате две опции за одговор, да, не. Кликате на вашиот одговор, а по рекламите во проценти ќе ги соопштиме и резултатите. Неминовно е да ве потсетам дека треба да не заследите и на социјалните медиуми, како што се Facebook, Црвена линија, Twitter, Црвена линија и секако профилот на Телма телевизија на Facebook, каде што под нашата тема може да продолжи оваа дискусија секако преку коментари, шернувања и лајкнувања. Ако сте подготвени, подготвена сум и јас. Се знае, патот до Црвена линија е едноставен со вртење на телефонскиот број 02-307-0005 и секако првиот оној кој што ќе се јави, ќе побараме од него одговори пред се на овие прашања. Дали бизнисот со одгледување марихуана според вас е само за привилегирани? И дали еве секој земјоделец може или пак според вас нема привилегија да одгледува марихуана, како што некогаш на времето се одгледуваше афионот. Ако сте подготвени, веќе можеме и да почнеме со ова издание. Ќе ве потсетам на самиот почеток, особено оние кои што прв пат ќе се вклучат во контактната емисија Црвена линија и да го намалите тонот на телевизорот веднаш да зборуваме преку слушалка. Добар ден. Добар ден. Држава се цвета уште закони за одгледување на марихуана. Дали се слушаме добро? Добар ден, пред се да ви кажа. Да, се слушаме добро. Па еве според вас, дали бизнисот со одгледување на канабис е само за привилегирани? Јас, ако се прашувам, ваков бизнис во оваа држава би го забранил. Значи, марихуана може и досега да си одгледува фармацевските компании, а не пола држава да се прави полина за марихуана и омладинава во сите кафичи да им дела дроги. И по мене, не знам, ова општество докаде ќе стигне, како децата ќе ги воспитуваме,
како што кажа... Но да еве не ќе го потсетиме спомнувам. дека канабисот има улога и во медицинските цели. Па според вас, еве, дали земјоделецот има привилегија, односно секој земјоделец да одгледува канабис, како што некогаш одгледува афион? Ја би забранил и компаниите да одгледува марихуана, а не земјоделците. Не знам, земјоделците има што да се одгледува. Пченицата 30 години наназад е 9 денари, тука владата не обрнува внимание, се марихуана да им дане да произведува, за поќе пари да зема. И дечина после нека си купува по кафичине. Не знам ова општество до каде ќе стигне. Ја да сум на власт, да сум премиер, обавезно го кинувам овој закон за одгледување на марихуана. Така, благодарам многу што ни ги дадовте вашите одговори на самиот почеток на Црвена линија. Одиме со вклучување на вториот гледаш. Добар ден. Ајде, добар ден. Би ве замолила малку погласно секако. Ало, Добар ден. дали јас сум на линија? Да, на линија, но би сакале да ве слушаме малку погласно да зборувате. Еве, зборам колку што можам. Така, ја и ве кажете ми, според вас, дали бизнисот со одгледување на канабис е привилегиран за поединци? Вака би се сложил со претходно. Ја би забранил марихуана. Али тоа е воведено од времето на Заев ради бизнис со брат мој и со други. Колку и да треба за медицина. Ако веќе одиме на тоа, треба една широка дебата на ниво на Републиката, да се види дали стварно треба за медицинско, дали не треба. Ама кај нас во Македонија, пошто е анархија, беззаконие во сите сегменти, па така и во ова, не може да се направи една саглам дебата, да се види дали треба, дали не треба. Иначе, ако беше и во помодерни држави ќе легализираат марихуана, Во Холандија е легализирана, тоа знаете. Холандија не можеме ние да се мериме со Холандија. Холандија е стара држава и ние сме Македонија стара. Колонија Дурденески има Холандија. Холандија се Холандија, затоа во Амстердам не знам колку милиони евра прибираат од тие и туристи што идат и марихуана. Ние не можете една споредба со Холандија. Кај нас е, значи, треба една јака дебата. Пак ќе речем, пошто ние немаме саглами луѓе и домакини дебата, јас би забранил. Ова сега ќе се производители све да се укинат. Али џабе бориме, веќе се воведе тоа со помош на фамилија заеви, све е џабе, никој не може да укине и све ќе си терат и така. Бидете поздравени, све најдобро. Благодарам, бидете поздравени. Вие веднаш ќе стартуваме и со една Твитер објава која што е дадена на 30 август оваа година од страна на ХОП со опции за здрав живот Скопје во однос на тоа што зборуваше гледачот пред малку, односно од првото одобрение, вели тука, за одгледување на канабис за медицински цели во Македонија е издадено во 2016 година на компанијата НСК Холдинг. До сега се одобрени 73 дозволи на фирми кои претежно се странски инвестиции. Според вас, дали бизнисот со одгледување марихуана е само за привилегирани? И еве, зошто секој земјоделец нема привилегија да одгледува марихуана, како што никогаш се одгледуваше афионот? Се разбира во медицински цели. Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? Ало, слушаме? Да, се слушаме. Повелете, во Црвена линија сте. Јас ви кажа сега, јас како земјоделец никогаш не би одгледувал марихуана. Значи, ова е, може да кажам, убиство на 21 век. Значи, дрогата, ова е се. Ве молам да изборувате, бидејќи гласот многу каси од кај вас цел ден не се слуша. Значи, многу голем прекин има. А јас би зборувала темата. Сега ќе кажам зошто. Значи, ова што треба земјоделец да е платен, не е платен. Значи, ќе ви кажам само за пшеница, јас како земјоделец. Од 91 минато пшеница е намалена на 8 и 10 дена. Значи, 33 години е пшеница намалена, значи се е по 30 дена. Па камо ли канабис одгледам. И сега за тој случај, нас не владата лаже од една страна, од друга страна ги лаже кој народ во Македонија, овие што конзумираат храна или житни култури, од жито производи. Не да се зашто. Ја намалува додека беше бранко цена, грамажата на левот,
од кило беше левот, 20 денари, 20. Почна на 900, на 800, 700 и дојде до 400 грама левот. А пчелица иста. Тутунот, веќе 30 години може да кажам не е покачен. 100 динар, 2 уредој. Оваа година, секоја година почна на 15 ноември, не е ни почет, нема ни цена. И плюс сега цена не се формира. Цена се формира летото. Значи нема ни марихуаната, јас како земјоделец предлагам да новата влада да ја забрани да се учи на цело. Значи ние немаме партизаните 150 денари во Струмица. Ние немаме пиперки, немаме партизани, немаме красови, ќе има марихуана. Јас како пензионер. Благодаря многу за јавувањето. Има уште еден твит кој што е објавен од страна на Министерството за внатрешни работи во месец август, поточно 12 август. Стои тука дека зајакнати контроли на правни лица на подрачјето на Гостивар и Скопје за одгледување на канабис за медицински цели. Констатирани бројни неправилности, следуваат кривични пријави од земање на одобренија. Интересно е дека во овие 7 години досега се случили и многу грабежи на марихуана. Па се поставува прашањето пред се дали сте за целосна легализација на марихуаната и дали според вас таквото нешто ќе развие економијата и туризмот. И според вас дали одредени лица имаат право да одгледуваат марихуана и зошто според вас секој земјоделец нема привилегија да одгледува марихуана како што некогаш се одгледуваше афион. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете во црвена линија. Одлична тема, супер. Многу значно е прашањето. Само ова што дека секој земјоделец сака, тоа не е потребно да го ставите, зашто денеска и нас секој што фатил мотика, тој е најосвестен човек, знае со труд да печели и така натаму. Така да не сака ни еден земјоделец, зашто кај нас се најсвесни само земјоделците. Да знаете, трудот, совеста и свеста ја разбива кај човекот. Овие мафиосите, кои што ја пропастија Македонија, го воведаа ова стопанство, така наречено под наводници, за да печелат без труд, зашто во цел живот тие се прават земјоделци, знаете на кој луѓе мислам. И така натаму, тие фактички со разни мафиоски работеле, а не со земјоделство. Ова треба потхитно да се забрани, зашто Македонија претворија во Колумбија. Овде ова златно сонце кој што грее македонско над нашата земја, треба со земјоделство да занимават правите земјоделци, али да бидат платени. Не да јадиме албански патлиџани, да јадиме италијанско грозје, да јадиме аргентински свињи, да јадиме кинески свињи и така натаму. Значи, мора да дојде прав човек во оваа држава кој што ќе расподеля работите на секој да може да живее еден нормален живот со својот труд, не со плячка. Благодарам за јавувањето. Ете, слушате досега што се одговорија нашите јавувачи, поточно гледачите, па и во продолжение секако ќе ви прочитам уште еден твит од страна на Призма, кој што објавен годинава, ама во јули, 21 јули. Стои, нема недела да не се објави нова заплена на големи количини марихуана поврзани со фирми за одгледување на медицински канабис. Истражувавме како во бизнисот се влезени и лица поврзани со трговија со друга и претходно осудувани или гонети за криминал. Апропо овој твит, односно наслов, ние ве прашуваме дали според вас бизнисот со одгледување марихуана е само за привилегирани и зошто секој земјоделец според вас има или пак нема привилегија да ја одгледува марихуаната, како што некогаш се одгледуваше афионот. Подсетуваме одгледување на канабис, марихуана во медицински цели. Добар ден. Добар ден. Повелете. Така, интересна тема. Би рекла, видите, како што парата може да го понижи човекот, така и сега. Луѓето за жалнилите, за пари, така да осветуваат марихуана, тихуана, што би се рекло, нели, мексикански. И сега би рекла тука, ако некој сака да кајте за пари, би рекла многу добро го реши тоа Бразил, да идеме на поубав начин. Ние мислам дека, нели, Струмиците или Скопје може да гледуваме, нели, знаете, на растение за биодизел, па би рекла и тоа е доходовно, па место марихуана, да речеме во вие
наши големи бизнисмени нека направат друг бизнис, речеме нели знаеме биодизел се продава, а некако да ќе ви кажам пример да во Бразил така се реши голем проблем за луѓето да добиваат биодизел. Нели знаеме тоа растение, мислам дека ќе нас успева, нели во Македонија, така да ако веќе луѓето берем сакате нешто што е добро да одгледуваат, не марихуана. Значи тоа е мислам као канап нешто, се не знам точно, али такви растенија. Така да би рекла и сега зашто секој сака, па знаете како иде се да не рече, знаете тоа мафијата ти на мене, јас на тебе, нели си правато на како пирамидална штедилница. Нели за пари марихуаната, затоа реков. А за жал земјоделските производители сега тоа е еднината во светот, нели таа органска храна. Што би требало, мислам, Македонија би требало конкретно да биде исто органска храна такво земјоделие. Мислам тоа е нашата иднина, пошто имаме стварно квалитетна земја и кажано ние од странци, мислам не е само од нас. И сега би рекла, знаеме нели за афионот едно време да почетно во Струмица, дека е најдобриот афион, нели како некој што се гледува, збориме тоа е веќе во други, збориме вистински медицински цели. Знаеме афион, значи може стварно во фармација, мислам. Така, благодарам многу за вклучувањето, продолжете да не следите. Одиме да слушнеме следниот гледач што ќе одговори. Добар ден. Ако сум ја наред. Да, наред сте, повелете. Ајде бидете поздравени. Голем поздрав и до вас. Мора, ме еритирате. Не сакам да се јавам вас често, ама еритацијата е многу голема, затоа што се појавуваат сит разни работи. Почнувајќи одгоре. Кои се тие газди што ги правили такви хангари по македонското тло, по македонското земјоделство? Тие се големците. Кои се тие големи? Не значи тие да бидат 100 метри долги или 100 метри широки. Обични луѓе како ние. Него се тие звереви. Марихуана кај нас дури. Што ни треба? Да ги отруиме уште овие мали деца колку ни останаа тука? Па ние се споредуваме со Холандија. Па што има во Холандија ако некој бил тамо? Што има тамо? Која здрава нација тоа што се дрогира? Што здрава нација ние имаме денеска? Секаде убиства, син го убил мајка затоа што нема што да употребува. Дали тоа значи дека неве производството на маслото од канабис кое што има функција во медицински цели не е примарна дејност во одгледувањето? Видите што, нека чуе цела македонска јавност и пошироко. Со дрога не е медицина. Тоа е на друго место може да се прави. А не тука кај нас. А уште не никнало 5-6 тона украдено. Молим те, кој ги крадол? Јали инвалидо да Рачиново отидо во Јосифово и го крадол тоа. И го земал. Тоа не е крадено, земано. Така, големо благодарам секако за учеството и верувам дека причината поради која што редовно и не гледате и се вклучувате во секој издание на Црвена линија од причина пред се и да ви е задоволство, а секако заинтригирани можеби е вистинскиот збор отколку изиритирани. Продолжуваме со вас. Ви се чинили дека секој земјоделец има привилегија и ако се одлучи да одгледува канабис во медицински цели во земјава, ја има таа привилегија? Или е всушност привилегија на одредени лица? Добар ден. Добар ден и убав ден. Најубав ден и вам. Да ви кажам каква не може да е конкуренција голема. Како може земјоделец да просперира и да дојде до еден, ајде да речам, ненормален живот. Значи не знаеме што е нормален, ненормален е повеќе од нормален. Сега како може тој земјоделец да дојде до такво нешто кога може овој што има милиони да дојде до милиарди? Значи, функцијата, тој непотизам ќе го зборам цел живот док сум жива. Значи, непотизмот ќе уништи нашата држава. Еве тоа и се гледа. Значи, тоа е значи секој земјоделец привилегија да одгледува марихуана, како што некој одгледува афион на времето, па одгледува афион на времето одгледувале сите. Сега немате вие, гледате, од овие што се конкуренцијава толкава голема привилегирана, значи го уништија земјоделието.
Нешто борба за храна во цел свет ние удривме на марихуана. Овде нас Колумбија може вода да ни носи, толку мала земја, со толку одгледување и ни перат мозок медицински цели. Абе чекајте луѓе, ние не сме толку од нас патнати да не знаеме што е за медицински, а што е за немедицински. И вечито све некоја марихуана овај снемува. Од каде снемува? Не снемува. Тоа земи на мене, однеси на тебе, со авиони од овде до онде ја носат, ја пренесуваат у Македонија. Значи, ова е, не знам што да кажем, катастрофа за земјоделецот, многу ми е жал. Значи, дајте нека проживее и тој човек. Благодарам многу за јавувањето. Секако пристигаат коментари во однос на темата, па еве и ќе издвојам уште еден, кај што вели, ете ме мене повторно, во медицина нема примена на марихуана, туку на масло од канабис. Општата легализација на марихуаната има единствено бизнис позадина. А ние ве прашуваме дали воопшто сте за целосна легализација, која што ќе ја развие економијата и туризмот, и дали според вас бизнисот за одгледување канабис, марихуана е всушност привилегија на одредени? Дали секој земјоделец има привилегија да одгледува канабис? Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав од Охрид. Голем поздрав и до вас секако. Ја да не кажам дали се привилегирани или не се, имат право да одгледуват секој кој што е дозволено да се одгледуват, него народот наш уште не ги научи да работиве што е дрога и што е стимулант, мирувачки. Тоа е срката на марихуаната. Дали достига народот нашол некое убиство или кражба под дејство на марихуана? Нема друго, сето си го постои. Има под дејство на алкохол и секакви останатите. Марихуаната не е никаква дрога, мирувачки стимулант, наместо диазепам лектијум. Марихуаната е природен лек, никнува од земја и не може да е дрога. Народот може да се. Така еве, според вас ви се чинили дека секој има привилегијата, особено од земјоделците, да одгледува канабис? Кај нас не може, пошто сме диктаторска земја уште. Имате ранг, повисоки и пониски. Тие повисоки можат се, овие пониско плаќат за си. Така да, бомбона бизнис, дали се сеќавате пред разгата на ЕВН, кога кажеше Керинска бомбона бизнис. Исто е одгледувањето на марихуана бомбона. Така, благодарам многу за јавувањето. Има и нешто од Твитер. Ова е една дискусија која што е од месец мај, 30 мај, оваа година секако. Петрушев Благо имал напишано: одгледувањето канабис за медицински цели е легален бизнис во Македонија со закони донесени од СДСМ и секој кој исполнува услови може да се бави со него. Алекса Нова одговорила: исправка. Измените на законот за одгледување на канабис во медицински цели е донесен во 2016 година, кога ВМРО беше уште на власт. А БП одговорил: добро, како и да е, одгледувањето и преработка е легален бизнис. А ние ве прашуваме дали одгледувањето на канабис во медицински цели е привилегија на одредени или пак како некогаш кога се одгледуваше фион, оваа привилегија може да има секој земјоделец во земјава. Добар ден. Дали сум во програма? Би ве замолила погласно секако. Дали сум во програма? Да, повелете. А видите, за земјоделците дали? Земјоделците има работа што да работат. Тие не мора да се занимаваат со овакви работи со марихуана, како едно време што беше со афион. Тога беа луѓето многу неписмени, афионот го потребуваа за ваде катран од него, ваде дроги, така и од ова. И немој вие да не да поставувате, не гледам земјоделци што ви зборуваат дека може секој да одгледува. Тоа е дозволено со закон. Ете, ВМРО го дошло законо, али нормално да имаат одредени услови. Тој човек да одговара за тоа што го произведува, не да го како што прават кралат, шират или ќе го прават за дроги, ќе продава по ќе дрогира, така речено, луѓе, тие наместо ќе лечат, ќе ги дрогира.
Тоа се дава на земјоделци кои за тоа се не обучени, него за тоа има право и го почитува законот за одредување на марихуаната. А ви се чини ли дека сите земјоделци ја имаат таа привилегија? Слушайте, не треба да има таа привилегија. Не треба да има, треба да исполнат одредени услови. И ако исполнат тие условите, сигурно државата ќе му дозволи. Ама просто секој земјоделец може да одгледува марихуана. Тоа е, мислам за мене, на голема глупост. Земјоделецот има што да работи. Има што да работи, своји производи има и тие производи да ги пласира, да ги шири добро да живее. Ако знае да работи, ако не да работи. Кај на све е добро решено за земјоделецот. Благодарам многу за вашето учество. Еве раскажувачот што има напишано во март годинава. 3 компании во Македонија со лиценца за одгледување на канабис се поврзани со лица кои се осудени и гонети во странство за трговија со наркотици. Па нема поголема иронија. А ние ве прашуваме дали секој земјоделец во земјава има таа привилегија да може да одгледува канабис. Или ви се чини дека тоа е привилегија на одредени лица? Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Јас се слушам, ти мене? Да, би можело и погласно, подобро би било. Ајде се трудам колку е можно повеќе со телефонот. Одлично, веќе е подобро. Оред. Па види вака, од кога е дозволено овој закон да садат марихуана? Од 2016 година. 2016, не знам година. Добро, не е битна. Е дозволено за правни лица. Има ситуација со една позната личност моја, па затоа. Добро, не е битна, не спомнувам таа приказна. Види вака, еве нека проба, нека сади, а пласманот как ќе го пласира? Тоа што ќе се роди, што ќе го направи, дали ќе го направи во облик на тие сирупите таму, тие маслата, дали ќе го направи во облик на оноа тие, како и като ни ХТЦ, МТЦ, нешто ми објаснува овие помладиве. Ја не ги разбирам, ама имало некој за да имаш да доживееш бајна, имало другото за да доживееш спање, желба за сон. Барем така ми објаснуваат, бидејќи конзумираат добар дел млади, што ги знам, конзумираат оваки работи. Али ја пак ќе кажам, тука еве ќе произведе земјоделецот, ќе направи тоа чудо, мафијата го диктира тоа дали он ќе успее да го пласира некаде. Значи, мафијата не дозволува. Значи, имаме тука мафија која она контролира све, кој како ќе произведе, кој ќе проба да пласира некаде по пазарот и за кратко време ќе го уништат. Поздрав, пријатно. Поздрав, благодарам многу за јавувањето. Ќе прочитам и од коментарите, секако ќе ве подсетам, нашата тема редовно се објавува и на профилот на Телма телевизија на Facebook. Таму изгледаме вака. Приказната наша е секогаш со слика. Ако може да покажеме, така е, ова е на профилот на Телма телевизија на Facebook. Прашањето дали сте за целосна легализација на марихуаната, еве ги првите коментари. Ристе Апостолов напишал, треба да се затворат сите фирми што произведуваат марихуана. Како може во државата не е легализирана марихуаната, а некои произведуваат марихуана? Ке подсетиме дека од 2016 година одгледувањето на канабис во Македонија според законот е дозволено само за правни лица кои тоа ќе го прават во медицински и научни цели. Дејан Трајковски напишал да има паметни луѓе во влада, одамна ќе легализира, приходите за буџетот ќе бидат огромни, а ќе се сузбие и црниот пазар. Ама тука лежи зајакот, дали сакаат да го сузбијат црниот пазар. Дејан Котески едноставно има аплауз за коментарот на Дејан Трајковски. А ние ве прашуваме, еве, меѓу другото, дали сте и за целосна легализација која што ќе ја развие економијата и туризмот, но пред се бараме одговори во однос на тоа дали ви се чини дека бизнисот со одгледување на марихуана за медицински цели е привилегија на одредени лица и дали кај нас може секој земјоделец да одгледува марихуана, како што некогаш се одгледуваше афион. Добар ден. Добар ден. Дали сум на линија? Да, и ако може погласно би ве замолила. Дали сум на линија? Да, повелете, да. Благодарам. Па вака, прво,
значи секој земјоделец не може да произведува марихуана. Сепак треба некакви си познавања, значи и пратење на правила и прописи. Меѓутоа, овде има недостатоци во законот. Значи, за да се произведува марихуана, потребно обезбедување треба да има. Значи, да не може да влезе, значи, никој. И ако влезе некој и да направи провала, прво треба да одговара собственикот на тој пластеник, значи, или просторија каде што се одгледува таа марихуана, подеднако да одговара со провалниците кои ќе, затоа што 90% учествуваат производителите на марихуана со провалниците. После тоа, ако делат профитот, они немаат право да го продаваат семето. Значи, може да продаваат само онај дел кој што е во договорот и они мора да имаат одреден купец со кој што ќе имаат склучено договор, значи со количини, квалитет и време на пласман. А сето тоа, значи, мора да биде строчено во закон со правила, прописи и посебно обезбедување со жива сила и со камери. Ако сето тоа така се обезбеди, тоа сигурно дека ќе нема. Ке подсетам, само внимавајте на тајмерот. Еве уште еден коментар, онаму каде што објаве на нашата тема. Далибор Димитровски напишал: или за сите подеднакво да можат сите да одгледуваат, макар и лимитирано, отколку вака да не прават будали. Цел народ знае каде завршува во најголем дел тој канабис. Се продава по 500 денари грам, а ваму апсати ги судат за дробилки, ваги и остатоци, додека на други места се краде по половина тон. Бенефит засега имаат само дилерите, додека не ги фатат најголемиот дел од кулачот одека газите на плантажи и оние кои му возможиле лиценца. Милан Богатинов напишал: нека дозволат на секој кој сака да одгледува, нека одредат количина за физичко лице и нека се плаќа минимално лиценца на годишно ниво. Ни криминалот ке света им, буџетот ке има дополнителни примања. Ама кога владата е бандитска, не може тоа да го размисли. А ние ве прашуваме дали ви се чини дека одгледувањето на канабис во земјава е привилегија на одредени лица само. Добар ден. Добро вечер, Македонија. Добро вечер. Јас сум против легализација на марихуаната во Македонија. Така. И онака, нели, на секој чекор има коцкарници во кои се уништуваат илјадници македонски семејства, страдаат дечиња без пари, без облека, без чизми се во овие студени денови. Татковци нивни станаа зависници од тие коцкарници. Еве, кажете ми во однос на медицински цели. И марихуаната, ако се легализира, тогаш ќе имаме наркомани на секој чекор. Ако памтите, но ние зборуваме за во медицински цели. Пред овој премиер, нели Заев, кој беше, нели, тука, нели, го спомна и другите, нели, даде препорака секој македонско семејство во Сакси дома да си одгледуваме марихуана, нали, или така, земе марихуана, че бидовме сите задоволни, сите ни беше мет и млеко во Македонија. Чудни работи ни се случуваат, се нешто што е перверзно, штетно, богохулно, неморално ни се наметнува, а оно што е нормално, човечко, наша земја македонска остана пустелија, увезуваме домати, увезуваме пченица, увезуваме се и сега што ќе правиме, ај марихуана. Не сум за легализација на марихуана. Ајме, кажете ми, во моментот е нелегализирана, секако дали ја нема во земјава? Ми знаете дека на Плетвар беше откриено комбе со марихуана, во кој комбе беше, нели, командир на полиција од Прилеп, а тоа го откри американска полиција. Значи, власта... Така, благодарам многу за јавувањето. Продолжуваме со вас. Добар ден. Дали се слушаме? Дали се слушаме? Да, се слушаме. Повелете. Ајде. Добро вечер. Добро вечер, во црвена линија сте, повелете. Ајде ви. Дали ме слушате? Да, одлично ве слушаме, повелете. Добро. А за марихуана јас не знам толку, ама за опион, како младо дечко... Намалете го тонот на телевизорот. Добро. Ајде.
И не знам, многу ме за пион ние сме садили по 1 хектар. А режеме главицата, режеме и вадесме катран. Тој катран го продававме, може 15-20 кг катран. И го продававме на државна институција за некои за лекарство. Па ви се чини ли дека еве денес секој земјоделец би можел да има таква привилегија како со афионот што зборувате да одгледува канабис за медицински цели? За канабис не знам, не сум толку запознаен. Аз за афионот сум запознаен, по 2 пати се копаше со мотика, па се реже, па се вади катран, а од катрано имаше доста изумираат. Некој се разочарал од било што, апне некоја количина на катран и почини. А за медицински цели тоа се користеше. Толку од мене. Благодарам. Сосема доволно и благодарам уште еднаш што еве дадовте одговори, особено еве не подсетивте од прва рака како изгледало некогаш одгледувањето на афион во медицински цели. Дали е тоа возможно сега да го прави секој земјоделец кога станува збор за одгледувањето на канабис во медицински цели, или ви се чини дека овој бизнес всушност е ваквото одгледување привилегија на одредени лица? Добар ден. Добар ден. Добро, да не биде напразно да велам добар ден, верувам дека гледачот кој што ќе се вклучи, ќе се пријави, ќе се слушнеме. Продолжуваме и со коментарите каде што ја објавивме темата. Ве потсетувам, оваа дискусија можете да ја продолжите на профилот на Телма телевизија на Facebook, каде што во моментот и сум, па еве Роза Кермоса МК одговорот го дава преку еве ова меме, слободно ќе кажам, или гифт, каде што детенцево вели да на англиски. Карамон има напишано да не се мачат да крадат од фабриките. А ние ве прашуваме зошто секој земјоделец според вас нема привилегија да одгледува марихуана. Ви се чини ли дека тоа е апсолутно привилегија за одредени лица во земјава? Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Дали се слушаме? Одлично. Супер. Јас, моје мислење, мислам дека не треба да се легализира марихуаната во Македонија. Бидејќи сега ја имаме во големи количини и ако се легализира ќе биде многу полошо. Сметате дека тоа што е забрането, нели ви се чини дека е попривлечно? Па, можеби до некаде, меѓутоа марихуаната треба да биде забранета сигурно. Така, во медицински цели ви се чини ли дека овој бизнес одгледување им припаѓа на привилегирани лица? Па не знам за тоа, мислам дека во државата има сега се отвори марихуана и тоа е се, како да кажам, не знам. Мислите ли дека еве секој земјоделец може и треба да има оваа привилегија да може да одгледува? Не треба. Значи, на земјоделците треба некој поединечно, може мал број во државата и да се плаќа данок. Такса некоја да се плаќа за одреден број на земјоделци. Така. Дали ќе биде тоа се? Да. Големо благодарам и вам за учеството. Некои од гледачите се куси, но секако одлично јасни. Продолжуваме со вас. Добар ден. Добар ден. Повелете, во црвена линија сте. Телма. Однека е оваа тема? Молам? Тема, кој вика, значи тема е за секој земјоделец, дури не може секој да произведува монахана, дрога, кокаин и што се. Во медицинска, значи, да повториме, слушнете ме, не. Кој е тај земјоделец? Дали сте земјоделец? Како земјоделец посекува дрога убиство? Е, така, одговорете на прашањето, како вие сте против. Како може дрога да се шее, да се продава? И дури закон сака да донесат да се на пазаро продава. Тоа беше против ВМРО, опозицијата. Тоа е уништување. Тоа е убиство.
И како може да и дури привилегии има. Ајде промени на власта и на суди да видиме кои тие сакат да произведуваат, кои се тие земјоделци сакат да произведуваат дрога, убиство на семејството. Некогаш се одгледуваше афион во медицински цели. Афиони си друго земјоделие, друга култура. Друга намене и култура. Како може во да го правите? Има култури земјоделски за да се продава и да се произведува и се извози органска храна, ко дека е во. Во е задачата и програмата на овој од Муртин на човеко јаде. Овој што ќе јаде живи, дроги, семе, се унесе. Промени на судите да има кој каде човек. Кој сака во да го прави? Како може во да го прави? Дрогене, другерина не државата. Ајде да одиме малку и на нашиот матичен профил Црвена линија Facebook и тука има доста коментари во однос на темата за која што зборуваме денес и со вас во живо. Ќе повторам на прашањето дали сте за целосна легализација на марихуаната. Еве го имам и првиот коментар од Пепи Дамјановски низ фотографија, а секако под овој коментар одиме и со коментарот на Винг Бачун кој што напишал: Вака како што само богатење на правни лица и се разви криминал, многу ограбени плантажи со мара. Тоа е, нели, сленговски разговорно. Мара е од марихуана, еве, за гледачите кои што може би и не знаат, да се донесе регулатива и за физички лица за собствени потреби да одгледуваат, па кој исполнува услови, нека повели. Прашањето е зошто не се одгледува за индустријски цели за производство на текстил, хартија, автомобилска градежна и многу други. Целе Алексов напишал: Туту не употребува марихуана никако, ако е потребна за лекарството, треба да се одгледува под голем надзор. Борислав Јанковски напишал: да, зашто така ќе се долче и легалното, да ќе се сопре и легалното, она што се забранува е попримамливо. Елена Тодорова напишала не. Добар ден. Да, чуjem. Повелете. Мало, би треба овој да се затворите одма за земјоделец. Тоа треба да се сади што треба за народ, не е марихуана. Се чуеш? Да. Најверојатно тоа беше и последниот збор од гледачот, да, но ќе му се заблагодариме и ќе продолжиме со реклами. А сега е и времето да ги соопштиме резултатите. Благодарам на оние кои што секако учествува во Instagram стори анкетата. Еве како кликнаа, кои се нивните одговори. На прашањето дали сте за целосна легализација на марихуаната, со да одговорија 51%. Со не одговорија 49%. Горе-долу слични резултати, не голема разлика. Ама сега секако тука во овој дел ќе ве подсетам дека може да се случи огромна разлика во однос на квалитетот на вашиот живот, да биде збогатен со нов велосипед, со оглед на тоа што денес сме вторник, а оние кои што редовно следат, секако не се изненадени зошто во Црвена линија зборувам за главни награди, за велосипед, па се знае зошто заврти на Телма следува, така да, драги моја Црвена линија, за вашето учество во ова издание имам големо благодарам, но секако уште поголема покана да продолжите да не следите, да бидете и останете со мене и за кусо време вашите исти добро познати гласови да се слушнат во ово убаво расположение, каде што секако ќе имате можност да освоите многу награди, па ќе ви помогне малку во тоа. Забележете ги следниве прашања. Со кој музички инструмент го поврзувате името на Ричард Клајдермен? Каде се влива реката Волга? Како на К се вика австралиското животно од видот на торбари кое не пие вода? И еве уште едно прашање. Милорад Павич е автор на романот Хазардски што? Јас ве чекам кај тркалото па да го завртиме за вас и некој вас да се офеди со нов велосипед. Се гледаме.